На настанот кој се одржа по повод 5-годишнината од YouTube каналот на Стефан Лазаров се блескаше од гламур, насмевки и позитивна енергија. Но она што навистина го привлече вниманието беа две девојки кои не можеш да ги промашиш. Ивона Јо и Тамара Волческа. Познати по својот извонреден вокал, сценска самоувереност и неодолива енергија. Тие уште еднаш докажаа зошто се миленици и на публиката и на јавната сцена. Во моменти кога музиката и стилот се судираат со влијанието на новите медиуми, Ивона и Тамара се издвојуваат како пример за модерна, совесна и талентирана жена. Настанот кај Стефан Лазаров беше исполнет со јавни личности од најразлични сфери. Инфлуенсери, музичари, актери, но токму нивната појава привлече особено внимание. Додека светлата од камерите трепкаа, а црвениот тепих ги собираше најгласните аплаузи, Ивона и Тамара зачекорија соодветно на славеничкиот повод. Стилски совршено, со став и шарм кој се памети. Вечер исполнета со смеа, блескави моменти и инспиративни разговори. Ивона Јо и Тамара Волческа уште еднаш покажаа зошто не се само пеачки, тие се икони на новото време, спој на талент, карактер и модерен сјај. На крајот не беше важно дали си инфлуенсер, пеач или фан. Беше важно само едно – да се слави успехот искрено, заедно. Погледнете во продолжение што ни открија. Ивона, Тамара, поминува прекрасна вечер. Кажете ми како се чувствувате на овој, можам да кажам слободно, еден од најубавите настани тука кај нас. Прекрасно и многу сум горда на Стефан и на целата организација што се случи оваа вечер и сум преблагодарна што на оваа сцена македонска постои нешто вакво какво што направи Стефан и преблагодарни сме. Навистина е за аплауз тоа што го има направено изминативе години и е, не знам како да кажам, ама голем поттик за останатите, без разлика со каква кариера се занимаваме и со каква професија, ама дава надеж дека може да се успее. Ако знаеш да бидеш истраен, ако знаеш да работиш на себе и да си го водиш оно што најмногу го сакаш, дека сепак може да се успее, така да good luck. И фала ви на вас што сте тука, секако. Фала ви на вас што секогаш имате прекрасни приказни за нас. Ивона, Тамара ја гледам цело време, нон-стоп, активна, уклучена е на најакото. Настапува, значи и нема рамен. Ја црно облеков. Ја црно облеков и кажав денеска го благоденува моментот. Црно облеков, Тамара настапува, ја немам настап. Она ми ги троши парите. Она заработува и јас стомак направив ги трошав. Што очекуваш да ти кажам? Побогу. Не, шала на страна, ситуација во држава малку е комплицирана, сите тоа го знаеме. Се трудам, се борам и се надавам дека малку ќе се стабилизира, но Тамара настапува ја трошам. Убаво вака да си одмараш, бе, не кажуваш га. Ама Ивона најави настапи, значи видовме најави настапи, се враќа на големата сцена. Се вратив, само да се врати се под нормална удржава. Да престана со рушење на тераси и слично. И се... Ќе ги отпапам со задоволство кафичите на Ивона, ќе се префрлам на свадбите, така да апсолутно сите кафичи што сакаш, со се тераси, без тераси, како да си имаш замислено, може да се твои. Тоа е тоа. Ивона, изгледаш прекрасно во оваа лета, значи прекрасно ти оди планот, се оди по план, тоа е најважно, како што ти... It's got plan и е план. Така да е погрижена за оваа вечер за мене и Божја волја, толку. Како што ти испративме со таа мисија, како тргнавме, се оди по план. Фала му на Бога и фала ви што сте тука уште. Имам едни кратки прашања за вас. Би сакала да ми кажете кое е најчудното нешто што сте го слушнале за вас во вашата кариера? Или сте го прочитале или Ивона сигурно има поише за тоа да се пофали и да раскаже. Тамара некако не е скандалозна, ја стварно не сум да, скандалозна. она е некако се мирно, се Еве некако. поново да можам да се пофалам дека објавувам на TikTok видеа каде што пеам народен репертоар, народни песни и чекам било каков негативен коментар, било каков чатам си. негативен контекст на Многу се добри телевизија Хајп, голем поздрав во сите гледачи, овие прекрасни девојки треба да направат концерт. Така е, фала ви од срце, може и народен репертоар ако сакате. Ето тоа сакам да кажам. За мене, ја кажав и кај Лазаров, Зоки Бог да го прости, многу го сакам, извади еден муабет дека
сме дека операцијата за желудник е платена од страна на Турција, но тоа не е точно, а друго што знам, дека сме заедно со Тамара. Ајде кажи си. Дека сме заедно со Тамара. Дека сме заедно со Тамара. Па нон-стоп сте заедно, што има врска? Ама па заедно сме. Чекај, објасни да не биде после Сме заедно. Да не биде после Ели напишала таков наслов, ваков напишала. Заедно сме со Тамара на настанот кај Лазаров, побого. Сега последниот период ти викам, те молам, викам човече, дај да престанеме сториња да. Ај ми викам лабајме. Ајме молим те викам, значи нема смисла. Не, реално, нема врска, тоа е најголемиот. Дека сме заедно со Тамара, ние не сме, нели? Не сме. Добро. Уште е добро. Пред си го мислам текстот во глава. Ке снимаш баба. Зошто снимаме на крајот од настанот? Ми звони некој, таксито. Кој таксито? Да. И? Ајде да не те за... Кој е Игор? Игор? И докај? Кој е Игор? Докај? Кој е Игор? Докај Муаметов. Кај го изговори Муаметов? Уште едно прашање. Последна фотографија во телефонот, ама ајде да не ве... Ајде покажи ми последната фотографија во телефонот. Само ајде да не е од Стефан од настанот. Пред тоа. Ајде. Јас сум направила скриншот од повиците. Повиците, мама, не читам јас. Ја напаки му пратив слики од мене, од гола. Не смеам. Како гола? Така, треба напаки кога му праќаме пред и... Добро, ајде, не мора таа пред таа. Што пејам? Креатин. Добро. Еве, сега ќе ти го покажам на тебе. Свеќ, не сме, не. Добро, нема да покажеме, ќе покажеме, значи... Креатин. Добро. Женски ви благодарам, да не ве чека таксито, повелете. Да повториме, не сме заедно, нели? Првото се ваѓа. Чувајте се и сакајте се. Продолжува, Чао. Фала ви многу.